Драги слушателки, мило ни е што ја слушате ова епизода од програмата Жени со надеж. Јас сум Нена и во денешната епизода ќе продолжиме да размислуваме за менталното здравје, односно за разните психички нарушувања, бидејќи сакаме да ја подигнеме свеста за оваа проблематика. Целта е да обработиме барем дел од овие нарушувања, за да ве едуцираме и информираме. Се разбира како и досега, секоја тема ќе ја погледнеме од перспектива на Светото писмо, за да сватиме дека без разлика со што се соочуваме, ние сме скапоцени, сакани и вредни во Божите очи. Животот ни поставува прашања преку различни животни предизвици, што не водат кон откривање на смислата, а од нашите одговори зависи дали ќе ја пронајдеме. Виктор Франкл вели: не е на човекот да поставува прашања за смислата на животот, туку обратно, човекот треба да одговори на прашањата што му ги поставува сопствениот живот. Драга Моника, тебе повторно ти дадовме задача, а тоа е да го проучиш аутизмот како тема и да ни го објасниш за да можеме добро да го разбереме. Аутизмот или нарушувањето од спектарот на аутизам е невроразвојно нарушување кое влијае на тоа како едно лице ги перцепира другите луѓе и како се поврзува со нив. Поголемиот дел од децата со аутизам често ги развиваат симптомите на аутизам уште во текот на првата година од животот. Според стручните лица, помал број деца нормално се развиваат во првата година, а потоа поминуваат низ период на регресија меѓу 18 и 24 месец од возраста, кога и ги развиваат симптомите на аутизам. Иако не постои лек за нарушувањето од спектарот на аутизам, раното воведување на различни форми на терапија може да направи голема разлика во квалитетот на животот на лицата со аутизам. Кои би биле најчестите симптоми на аутизмот? Пред се, треба да се нагласи дека постои нешто што се нарекува маскирање на симптомите на аутизам. На страницата Autism Speaks стои дека некои аутистични луѓе ги потиснуваат или ги кријат своите симптоми на аутизам за да бидат прифатени или да ги исполнат општествените очекувања. Како и дека истражувањата покажуваат дека маскирањето е почесто кај девојчињата и жените и дека може да предизвика проблеми со менталното здравје. Бидејќи диагнозата за аутизам обично не се поставува пред втората година од животот, Сдруженијата Autism Speaks состави листа на симптоми на аутизам кај бебиња и мали деца кои можат да им бидат корисни на родителите и старателите. Една од најважните работи што може да ги направите како родител или старател е да ги научите раните знаци на аутизам и да се запознаете со развојните пресвртници што вашето дете би требало да ги постигне, напоменуваат тие. Симптоми на аутизам кај бебиња до 6 месеци. Малку или воопшто нема широки насмевки или други топли, радосни или привлечни изрази на лицето. Ограничен или никаков контакт со очи. Симптоми на аутизам кај бебиња до 9 месеци. Малку или воопшто нема споделување насмевки или други изрази на лицето, ниту размена на звуци. Симптоми на аутизам кај мали деца на околу 12 месеци. Малку или воопшто нема бреборање, зборување, малку или воопшто не користи гестови како покажување, подавање рака или мафтање, малку или воопшто не се одзива на името. Симптоми на аутизам што се јавуваат на 16 месеци, детето користи многу малку или воопшто не користи зборови. Симптоми на аутизам до 24 месеци возраст, детето користи многу малку зборови или воопшто не може да поврзе фрази од најмалку 2 збора, без притоа да имитира или повторува некој. Аутизам кај децата диагноза. Според националната рамка за скрининг и диагностика, аутизмот се диагностицира врз основа на наблюдување на однесувањето на детето во различни ситуации, следење на неговиот развој и собирање информација од родителите и други важни лица од околината на детето. Стручниот тим за медицинска диагностика треба да биде сочинат од педијатар, психијатар, психолог, логопед и едукацијски рехабилитатор. Во текот на поставувањето на диагнозата
се спроведуваат интервју со родителите или старателите, прошто се собираат информации за развојот на детето и неговите модели на однесување. Се користат диагностички инструменти, обсервацијски протокол за диагностика на аутизам, а може да се спроведуваат и одредени биомедицински испитувања. Например, се препорачува детето и членовите на семејството да се упатат кај генетичар, за да се утврди дали знаците на аутизам се можеби резултат на некое друго генетско нарушување. Ова може да биде важно при планирање на понатамошни терапевски интервенции, како и при советување за идно планирање на семејството. Сваќам, а како се лечи аутизмот? Има ли лек за оваа состојба? Лицата со аутизам може да се соочат со широк спектар на предизвици, што значи дека не постои универзална терапија за аутизам. Блиската соработка со здравствени стручни лица е важен дел од пронаоѓањето на најсоодветните терапевски методи. Лекувањето на аутизмот треба да започне што е можно порано по поставувањето на диагнозата. Раното лекување е важно бидејќи соодветната грижа може да ги намали тешкотиите со кои се соочуваат лицата со аутизам и да им помогне да стекнат нови и корисни вештини. Целта на лекувањето е да се зголеми способности на лицето да функционира преку намалување на симптомите од аутистичниот спектар и поддршка на развојот и учењето. Раната интервенција во предучилишниот период може да му помогне на детето да развие важни социјални, комуникацијски, функционални и бихевиорални вештини. Кога станува збор за терапија со лекови, важно е да се нагласи дека ниту еден лек не може да ги подобри основните знаци на нарушување од аутистичниот спектар, но одредени лекови може да помогнат во контролата на симптомите. Например, одредени лекови може да се припишат ако детето е хиперактивно. Антипсихотиците понекогаш се користат за третман на сериозни проблеми во однесувањето, а антидепресивите може да се припишат ако детето се соочува со анксиозност. Понекогаш е корисно да се применат и така наречени алтернативни методи, како што е терапевско јавање на коњи, кој може да ја намали хиперактивноста и другите симптоми на аутизмот и да овозможи подобро функционирање на лицата со аутизам дома, на училиште и во други општествени средини. Можностите за лекување може да вклучуваат бихевиорални терапии. Многу програми се занимаваат со низа социјални, јазични и бихевиорални потешкоти поврзани со нарушувањето од аутистичниот спектар. Некои програми се насочени кон намалувањето на проблематичното однесување и подучување нови вештини, додека други се фокусираат на тоа децата да научат како да се однесуваат во социјални ситуации и како подобро да комуницираат со другите. Едукативни терапии, децата со нарушување од аутистичен спектар често добро реагираат на високо структурирани образовни програми. Успешните програми обично вклучуваат тим од стручњаци и низа активности за подобрување на социјалните вештини, комуникацијата и однесувањето. Децата од предучилишна возраст кои добиваат интензивни, индивидуализирани бихевиорални интервенции често покажуваат значителен напредок. Семејна терапија, тука родителите и другите членови на семејството можат да научат како да играат и да комуницираат со своите деца на начин што ги поттикнуваат вештините за социјална интеракција, ги намалуваат проблематичните однесувања и ги учат на секојдневни животни вештини и комуникација. И други терапии во зависност од потребите на детето може да се користат логопедска терапија за подобрување на комуникацијските вештини, работна терапија за учење на секојдневните активности и физичка терапија за подобрување на движењето и рамнотежата. Психолог може да препорачи терапија за начини за справување со проблематично однесување. Аха, разбирам. А кои се ризик фактори кои придонесуваат за појавата на аутизам? Нарушувањето од аутистичен спектар ги погодува децата од сите раци и националности, но одредени фактори го зголемуваат ризикот, тоа може да вклучува пол. Момчињата имаат околу 4 пати поголема веројатност да развијат нарушување од аутистичниот спектар отколку девојчињата. Семејна анамнеза, семејствата кои имаат едно дете со нарушување од аутистичен спектар имаат зголемен ризик да имаат уште едно дете со истото нарушување. Исто така не е вообичаено родителите или роднините на дете со аутизам да имаат помали потешкоти во социјалните или комуникацијските вештини или однесување
типични за нарушувањето. Други нарушувања, децата со одредени здравствени проблеми имаат поголем ризик од нарушувања од аутистичниот спектар или симптоми слични на аутизам. Примери вклучуваат фрагилен X синдром, наследно нарушување што го предизвикуваат интелектуални потешкоти, туберозна склероза, состојба при која се развиваат бенигни тумори во мозокот, и Ретов синдром, генетско нарушување кое се јавува речиси исклучиво кај девушња и предизвикува забавен раст на главата, интелектуални потешкоти и губење на наменската употреба на рацете. Предвремено раѓање, бебињата родени пред 26-та недела од бременоста може да имаат поголем ризик од нарушување од аутистичниот спектар. Возраста на родителите игра улога, може да постои врска меѓу децата родени од постари родители и нарушувањето од аутистичен спектар, но потребни се дополнителни истражувања за да се потврди оваа поврзаност. Разбирам, да претпоставиме дека има родители кои препознаваат одредени симптоми кај своите деца, кои можеби укажуваат на аутизам. Кога би требало тие да ги однесат своите деца на доктор? Не на секој бебе се развива со своје темпо и многу од нив не ги следат временските рамки со најпрецизна точност, но децата со нарушување од аутистичниот спектар обично покажуваат некои специфични знаци на задоцнет развој пред 2 годишна возраст. Ако сте загрижени за развојот на вашето дете или се сомневате или можеби има нарушување од аутистичниот спектар, разговарајте за тоа со педијатарот. Симптомите поврзани со аутизам може да бидат поврзани со други развојни нарушувања. Значи, знаците на аутизам често се појавуваат рано во развојот, кога има очигледни доцнења во јазичните вештини и социјалните интеракции. Лекарот може да препорача развојни тестови за да се утврди дали вашето дете има доцнење во когнитивните, јазичните и социјалните вештини, и таа препорака најчесто се добива доколку вашето дете не возвраќа со насмевка или нема среќен израз на лицето до 6 месеци, не имитира звуци што ги слуша или изрази на лица што ги гледа до 9 месеци, не брбори или не гуга до 12 месеци, не користи гестови како покажување или мафтање до 14 месеци, не изговара ниту еден збор до 16 месеци, не изговара фрази од 2 збора до 24 месеци, губи јазични или социјални вештини на која било возраст. Предпоставувам дека со самата посета на доктор започнува и лечењето, односно третманот на аутизам. Како изгледа тој третман, односно лечење? Прво, мислам дека е важно да напоменам дека аутизмот не треба да се лекува, затоа што аутизмот не е болест. Аутизмот е неуродивергентно, што значи дека мозокот едноставно функционира поинаку од неуротипичниот мозок. Но и понатаму тоа е начин на функционирање на мозокот. Сепак постојат различни терапии со кои се постигнуваат одредени резултати. Моника, знаеш што ми е интересно? Тоа што во последно време се повеќе познати и успешни луѓе зборуваат за својата неуродивергентност. Да, тоа е интересен факт. Човек кој преку своите компании Тесла и SpaceX го менува светот и има намера да испраќа луѓе на Марс, Илон Маск, во мај 2021 година јавно потврди дека е на спектарот на аутизам. Ова јавно признание најде на бројни реакции и критики, некои му замерија затоа што сметаат дека со тоа тој се обидел да си ги оправда своите изјави и однесувања, кои го сметаат нели за несоодветно. Но токму слабата свесност за непишаните и општествените правила и слепилото за социјалните норми се една од карактеристиките на аутизмот. Илон Маск може би се соочи со критики, но секако го стави аутизмот во фокус на светската јавност. Потоа Грета Тунберг исто така отворено зборува за својата неуродивергентност, а вели дека поради Асперговиот синдром понекогаш отстапува од нормата, но тоа што е различно го смета за своја супермоќ. Во септември во интервју за The Guardian изјави дека нејзината диагноза била речиси целосно позитивно искуство. Ми помогна да разберам зошто сум таква каква што сум, изјави таа. Грета објасни зошто аутизмот за неа е супермоќ. Таа има изјавено дека многу луѓе со аутизам имаат посебни интереси на кои може да се посветат бескрајно без да им здосадат. Аутизмот
може да биде нешто што те ограничува, но ако дојдеш до точка каде што имаш вистински услови, си обкружен со вистински луѓе и ја добиеш потребната помош и чувствуваш дека имаш цел, тоа може да биде нешто што ќе го искористиш за добро. Мислам дека јас го правам токму тоа. Многу е важно да се знае дека и луѓето со одредени нарушувања треба да си постават цел во животот. Во вториот дел од нашата епизода ќе зборуваме за целта во животот. Околу нас гледаме безнадежност, бидејќи во светот има војни, поплави, климатски промени, сиромаштија, болести, глад и слично. Кога го гледаме тој хаос, претпоставувам дека барем некои од нас си го поставуваат прашањето: како да живееме радосно и со цел, без оглед на околностите. Нена, во почетокот ти го цитираше Виктор Франкл, кој рекол дека задачата која нам луѓето ни е дадена не е да поставуваме прашања за смислата на животот, туку да ги одговориме прашањата кои животот ни ги поставува. И тоа е навистина така. Смислата на животот треба да се најде насред животните околности какви да се. Низ годините многу луѓе пишувале книги за смислата на животот. Една од моите омилени на оваа тема е Постигнија целта од Рик Ворен. Топло ви ја препорачувам да ја прочитате, а и во следните неколку минути тоа што ќе го зборуваме ќе биде базирано на содржината од таа книга. Рик Ворен вели дека има 5 придобивки од живење живот со цел. Ако ја знаете смислата на животот, тоа ќе му даде значење. Создадени сме да живееме живот со смисла. Затоа луѓето се трудат и пробуваат контроверзни методи, како што се астрологијата и помошта од спиритистички медиуми, за да ја откријат смислата. Кога животот има значење, можете да поднесете речиси се. Ако нема значење, не можете да поднесете речиси ниту една тешкотија. Едно момче во своите 20 години напишало: се чувствувам неуспешно бидејќи се трудам да станам нешто, а дури и не знам што е тоа нешто. Знам само како да преживеам. Имам чувство дека еден ден, ако ја откриам целта на мојот живот, ќе почнам навистина да живеам. Животот без Бога нема цел, а без цел нема ни значење. Животот без значење е безнадежен. Во Библијата е запишано дека многу луѓе го изразиле тоа чувство на безнадежност. Исаија се пожалил со зборовите: напразно се мачев, залудно ја трошев силата. Јов рекол: деновите мои побрзо од совалка помина, исчезнаа брзо без никаква надеж. И копнам, нема вечно да живеам, пушти ме зашто моите денови се само здив. Најтрагичното нешто не е да се умре, туку да се живее без цел. Исто како што ви се потребни воздухот или водата, за живот ви е потребна и надежта. Потребна ви е за да можете да издржите. Доктор Берни Сигел дава интересен увид за неговите пациенти кои се болни од рак и вели дека пациентите со јасно дефинирана животна цел имале најдобри шанси да преживеат. Ако досега сте се чувствувале безнадежно, не предавајте се. Во вашиот живот ќе се случат прекрасни промени кога ќе почнете да го живеете со цел. Бог вели: зашто јас ги знам плановите што ги имам за вас, планови за добро, а не за лошо, за да ви дадам иднина и надеж. Може би ви се чини дека сте во безизлезна ситуација, но Библијата вели: со својата сила која делува во вас, Бог може да направи многу повеќе отколку што ние воопшто можеме да го молиме или да си замислиме. Ако ја знаете целта на животот, тоа ќе го направи самиот живот поедноставен. Во такви услови ќе знаете што треба да правите, а што не. Животната цел ќе стане мерило со чија помош ќе одредувате што морате неопходно да направите, а што не. Едноставно ќе можете да се запрашате: ако го правам ова, ќе придонесе ли тоа за остварување на Божјата цел во мојот живот? Без јасна цел, ќе одлучувате врз основа на околностите, притисоците и моменталното расположение. Луѓето кои не ја знаат својата животна цел, премногу се трудат, а тоа предизвикува стрес, замор и конфликти. Невозможно е да го правите се она што луѓето сакаат и очекуваат да го правите. Имате токму онолку време колку што е потребно за да извршите Божјата волја. Ако не стигнувате да завршите се, тоа значи дека се трудите да направите повеќе отколку што Бог ви дал. Животот со цел ќе ви донесе поедноставен начин на живот
и поздрав распоред за работа. Таквиот пристап ќе ви даде и духовен мир, бидејќи тој им го дава на оние кои цврсто се држат до неговиот пат и исполнувањето на неговата волја. Кога ќе знаете целта на животот, вашиот живот ќе има насока. Вашите напори и енергија ќе се насочат кон она што е важно. Ќе станете продуктивни, бидејќи ќе избирате што правите. За жал, ние луѓето често трчаме по неважни работи. Хенри Дейвид Торо забележал дека луѓето живеат животи на тиво коче, но денес подобро би одговарал изразот безцелна расјаност. Многу луѓе се како жироскоп, трескавично се вртат, но сепак секогаш остануваат во место. Без јасна цел вие непрестано ќе ги менувате насоката, работните места, пријателства и останатите надворешни нешта, надевајќи се дека секоја промена ќе внесе ред во вашата збунатост или ќе исполни празнината во вашето срце. Си мислите, може би овој пат на вистина ќе биде подобро, но вашиот проблем сепак не се решава, бидејќи длабоко во себе немате цел. Библијата вели не бидете непромислени, туку трудете се да разберете што е волјата Господова. Голема е силата и влијанието на животот кој се живее со конкретен фокус и јасна цел. Највлијателните мажи и жени во историјата живееле живот со јасна насока и фокус. Земете го за пример апостол Павле, човекот кој го проповедал христијанството низ целата Римска империја. Неговата тајна бил фокусираниот живот. Тој рекол: целосно се посветив на тоа да го заборавам она што е зад мене и да одам напред кон она што ме чека. Ако сакате вашиот живот да има влијание, живеете фокусирано. Престанете само да гребете по површината, престанете да испробувате се, немојте да се расплинувате на многу страни, туку одлучете се да го правите тоа за кое Бог ве создал и кажете не на сите други нешта. Целта ќе ви даде волја за живот. Целта секогаш ја надополнува и ја инспирира волјата за животот. Ништо не може да му даде на човекот толку енергија како јасна цел. И обратно, волјата испарува кога нема јасна цел. Тогаш е тешко дури наутро да се стане од кревет. Џорџ Бернард Шо напишал: вистинската животна радост ќе ја имате доколку се посветите на цел која ви изгледа величествена. Ако бидете природна сила на дело, а не себичен и тажен човек кој се жали дека светот не сака да му помогне да биде среќен. Ако ја дознаете целта на животот, вие ќе бидете подготвени за вечноста. Многу луѓе го поминуваат животот создавајќи трајно наследство на земјата. Сакаат да бидат запаметени кога ќе се заминат. Но најважно нема да биде она што другите ќе го кажат за вашиот живот, туку она што Бог ќе го каже за него. Луѓето не сваќаат дека сите достигнувања на крајот ќе бидат надминати, рекордите соборени, а угледот и пофалбите заборавени. Кога бил на факултет, целта на Джеймс Добсон била да стане првак во тенис. Бил горд кога пехарот што го освоил го ставила на истакнато место во витрината со факултетски спортски одликувања. Многу години подосна, некој му го пратил тој пехар по пошта, а пред да го прати по пошта, тој човек го извадил пехарот од некоја канта за отпадоци од подрумот на училиштето. Джеймс тогаш рекол: кога тогаш секој трофеј на крајот ќе заврши во ѓубра. Кратковидо е да се живее трудејќи се да се создаде наследство на земјата. Помудро е времето да се посвети на градење вечно наследство. Не живеете на земјата за да ве паметат другите, овде сте за да се подготвите за вечноста. Еден ден ќе застанете пред Бога, тој ќе го оцени вашиот живот. Тоа ќе биде последниот испит пред влезот во вечноста. Во Библијата пишува: да сите ние ќе застанеме пред Христовиот суд. И така, секој од нас ќе даде сметка пред Бога за себе. Бог секако сака да го положиме испитот и затоа однапред ни ги дал прашањата. Според она што пише во Библијата, може да се заклучи дека Бог ќе ни постави две клучни прашања. Прво, како постапи со мојот син Исус Христос? Бог нема да ве праша во која црква сте одели или какви дипломи сте имали. Единствено важно ќе биде дали го прифативте она што Исус го направи за вас и дали научивте да го сакате и да му верувате. Исус рекол: јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа кај таткото освен преку мене. Второ, што направи со она што ти го дадов? Што направи со својот живот, со своите дарби, таленти, можности, сила, меѓусебни односи и со се што ти дадов? Дали ги трошеше на себе или ги користеше за целта поради која Бог те создаде?
Драги наши слушателки, дојдовме до крајот и на оваа епизода. Доколку некој од вас го има овој проблем или познава некој кој го има, би сакале да ве замолиме да не се борите сами со него. Побарете помош од соодветните институции во нашата држава и ви посакуваме во целиот тој процес Бог да ви даде сила и начин како да се справите со целата ситуација. Доколку сакате да споделите некаков коментар со нас, можете тоа да го направите на нашата имейл адреса zenisonades@gmail.com. И се разбира, можете да не следите на нашите Facebook и Instagram профили, кои ќе ги најдете под името Жени со надеж. Се надевам дека ќе ни се придружите и во следната епизода. Бог нека ве благослови вас и вашите семејства.